Со европската иднина на државата не се калкулира и не се прави личен политички рейтинг, потенцираше премиерот Димитар Ковачевски, одговарајќи на новинарско прашање дали очекува Македонија да го исполни неформалниот рок за промена на уставот до декември. Ние како држава имаме веќе 50% усогласеност на нашето законодавство со Европската унија. Ние имаме институции кои што се целосно усогласени со Европската унија. Нашиот економски систем е на ниво на перформанси кои што овозможуваат да добива макрофинансиска помош од Европската унија. Ако не е така, нема ни да се разговара за такви прашања. И затоа сметам дека сите треба да си ја земат одговорноста во своји раце, меѓутоа пред се одговорноста пред сегашните и пред идните генерации. Со вакви работи не се калкулира, со вакви работи не се прави личен политички рейтинг. Дипломатски беше одговорот на председателот на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, на прашањето што доколку тоа не се случи. Навистина се надевам дека сите страни, сите партии ќе го искористат тој момент и ќе ги поддржат уставните промени, затоа што се работи за вашата иднина, за вашиот избор и сите партии имаат одговорност за иднината на Северна Македонија. Ние сакаме Северна Македонија да биде членка на ЕУ. И се надевам, токму поради тоа, дека движењето напред ќе биде добро и ќе биде поддржано од широко мнозинство. Урсула фон дер Лајен денеска не оствари средба со Христијан Мицкоски, веројатно не очекувајќи ништо од неа, но зошто тоа не се случило, таа го објасни на следниот начин. Каде и да сум, обично се среќавам со шефот на државата и на владата, зависно од уставниот поредок. Ова е случај со моето патување на Западен Балкан, но тоа е случај со сите мои други посети и патувања кога посетувам земји членки, постои правило дека се среќавам со шефот на државата или шефот на владата.